Поздрав на сите дечки, Лаки со вас, ние денеска снимаме ново видео на каналот. Поточно што снимаме денеска? Денеска снимаме реакција на Дионатик Умот на Дио први дел. Значи, овие се песни, као што имаше еден, не знам пред колку време, таму не знам кој е, као правил песни прв дел, као како му поминувал тешко животот, втор дел, што исто поминувал, трет дел како почнувало да се подобро, четврти дел веќе многу подобро и петтиот дел као бум. Така да исто Дио нешто слично ми сакал да направи. Па пред да започнеме со видеото, обавезно заследете ме на Инстаграм хештег LuckyCarex, фала ви за 610 followers, одиме на 1000, уште 390 ни фалат. Така да, во ова видео поздрав ќе добијат 1, 2, 3, доколку сакате вие да бидете поздравени, се што треба да направите е да напишете долу во коментарите хештег паметен си, значи хештег паметен си. Али, рачунајте, значи, најмалку да има 50 коментари, заради тоа што YouTube мора да наврне во рекомендите. Лајкнајте го овој видео уште одман, уште обавезно сега, како што ќе има 20 views одман, во истата секунда тие 20 views да лајкнете има 20 лајка. Така да, ако има 500 views во видео, пример, да има 150 лајка, ако има 1000 views, да има 250 лајка. Така да, не гледајте видеото, само лајкнајте го. Наискрено, мене ме е многу од корис и многу ќе ми би од корис ако коментирате и лајкнете, а на вас тоа не ви е ништо тешко, треба само така да направите. Свакаш, не е ништо тешко. Така да, дечки, не се заебавајте, значи само лајкнајте и коментирајте, наискрено на вас тоа ништо не ви значи, а мене многу ми треба заради тоа што ме вракте во рекоменда. Така да можеме да го удриме еден драматичен зебам. 16:50 ми е објективот, али 28 мм зумираме. Ќе кажам, не заборавајте хештег LuckyCarex, не, хештег паметен си, а LuckyCarex на Инстаграм. Да почнеме, да не долго влечеме. Иначе да, спотот му е дома сниман на Дио, иначе Дио е типот што се грижи за мојата нова песна која ќе испадне на 27 август, поточно за 7 дена од сега. А на 28 август, пошто Жика нели спереме фит, уште сега можам да ви најавам дека фитот ќе биде со мене, така да заедничка песна ваѓме на Живко каналот. Се надевам оти ќе ја слушате, оти ќе ја гледате и се надевам оти ќе испукне со подршка, заради тоа што песната е навистина многу јако нешто. А искрено, ако сакате да чуете мојата нова песна што ќе испадне на 27 август, имате 5 секунди сега. Роба е на пат, ја платив, ми се отвараат врати, љубомора се болни, а мене ме заболе, види го куров се клати. Дио се погрижи за оваа моја песна и искрено да ви кажам право, многу труд вложи човекот заради тоа што навистина кога ја чуете на 27 кога ќе испадне, буквално ќе згазе песната. Најискрено, значи никој пат не сум во излежал, така да не сакам и вие да му излежите и да му предајте со тоа што на 27 кога ќе испадне песната, сакам одман да ја слушаме, значи да изгрме со views и да лајкнете, обавезно да влезе во рекомендата уште толку views да има. Така да немаше повеќе да ви кажам, се надевам дека ви се хареса песната на 27, а ние почнуваме со реакција сега. Само ме интересира кој направил се од него, да, нема ништо да се мачу. Видео едит Дио, микс-мастер Дио, текст Дио. Се е негов мастерпис или негово дело. Така да, удрете му subscribe на братчето, удрете му лайк да стигнеме до 50 лайкови, значи уште 36 лайка, значи мора да го поддржиме да стигне песната до 300 views, 400, 500, колку може повеќе толку подобро, за да го поддржиме брато да се врати со подршка. Иначе кој не го знае, Дионатик, еден од првите јутубери на македонската сцена, почнувајќи заедно со мене, али имаше некои проблеми и така натаму, па не беше некој време на YouTube, па се врати. Така да, овој е канал Дионатик, линк им био, поддржете го братот со лайк и со subscribe, значи да стигне до 50 лайкови песната и до 200-300 views и пишете му хештег Лаки ме прати. Значи Лаки ме прати као јас сум ве пратил на неговиот канал. Јас пишав хештег Лаки ме прати, така да можеме да почнеме со песната да реагираме сега. Иначе не ја знам песната. Запознала се пак збориш, ти немаш поима што се виделе овие очи, немало никад почит, ниту од твои, ако покажеш кој си, одма те стрелаат голем очи. Добар текст ми се хареса уште одма, иако нема лирикси, не го знам текстот, од тоа што го слушам проценам дека е многу добар текст. Иначе малку светлина да имал спотот негов, ќе бил многу поак квалитетот, а во заради тоа што нема светлина, нема и баш и добар квалитетот, али следен спот ќе изгрме, верувам јас во Дио, он никој пат не
тушнал, што се веќе никогаш не направил нешто што не е добро. Значи може видеото нема добро заради светлината, али Mixmaster текст, буквално песната му газа. Слушајте убаво. Кога сваќаш дека некај збора ти одинат и да ја нацртав ја Мона Лиза, ја пак сум виновен за цела криза и мало како мене пропаднати таленти во држава мала. Ја не знам што друго да правам, музикава ме држи да не беше таа. Животов мој еве на ти која ти го давам, не ми треба ни фала ако помогнам сега, а помагам ја секад за секој што го ценам. Од љубов нема зијам, но ретко кој сака да љуби, болка гризе силно јаде од внатре тела труди. Значи воа многу јак дел, искрено мен многу маре се водел, мора уште еднаш да чуите, значи слушај човек. Ако помогнам животов мој еве на ти која ти го давам. Ја од тука сега. Не ми треба ни фала ако помогнам сега, а помагам ја секад за секој што го ценам. Не ми треба фала ако помогнам сега, а помагам секој на секој што го ценам. Најдел, искрено. Немам зборови, значи братот искина. Од љубов нема зијан, но ретко кој сака да љуби, болка гризе силно јаде од внатре тела труди. Близок другар ке те будне и таа мала нада што ја имаше ќе ја снема. Дур да трепнеш дојде нов ден утре, ама исти како вчера сепак влечеш карма темна. Не знаеш веќе во која насока да одиш, секаде злочин во очи, нема почит се кочиш. Нема почит се кочиш. Как што кажа братот денес, никој на никој не опочитае, секој на секој му е гомна, никој со никој не се поддржа, така да ретки сме тие што се поддржаме един со друг. Мора да се поддржаме, поради тоа што нијак не се поддржаме и нема кој. Пошто нели као они се издигаа YouTube Македонија со они сите се израстори и сега секој си е славен со 200, со 500 милиарди, не знам, views, бла бла. И така, наќе да немам гомна. Демони околу тебе, во кого веќе да веруваш, понекад не верувам ни во себе. Во мора да се чуе. Во кого веќе да веруваш, понекад не верувам ни во себе. Во кого веќе да верувам, некогаш не верувам ни во себе. Така, значи денес 21 век, 2021 година не се верува ни на најблизок другар, ни на брат, ни на буквално никој. На твоите дома не се верува, заради шо тоа фак не може да лафне, ми се од хајп, од трема се возбудам. Заради тоа што не знаеш кој кога може да те предаде и как, без разлика што е твој човек. Твој човек најмногу може да те предаде, пошто се знае за тебе, тоа најмногу да узнае, значи од твој човек најмногу да се пазиш. Фактички твој човек може да те предаде и тоа што ќе те предаде твој човек ќе те боле повеќе отколку што ќе те предадат 5 души заедно. Тоа да знаете, а 5 души заедно што не се твои луѓе. Ова тело и крв, доста долго време помина во темнина и молк многу пати. Сум сакал да се откажам од себе, од овој живот и од се околу мене. Не припаѓам овде, јас сум од друго место, сум крајно различен од секој што е очигледно. Не е лесно да се најде некој, барем да има човек кој ќе те свати во тешко. Барем да има човек кој ќе те свати во тешко. Тука сум брато, когаш и да треба слободно пиши, ја се знаеш ти секој ден контактираме. Така да не сакам ништо да се секириш ти, јас сум секој пат тука за тебе за било што да ти помогну. Как што си и ти за мене, така да фала ти многу за се што ми направено за мене, пак ја кам, се, буквално се што е да ти треба, пиши ја, со секој пат сум достапен за тебе. Пише да ги кажам, работи ве сега, за сето ова што со себе го влечам, за многу работи. Не знае никој да видиш нож пред око, да осетиш палка по тилот, но тоа е веќе минато, го закопав во моје детство, па преку музикава проведов бегство и кон тој правец терам. Фала му на секој што ми дава поддршка сега, за вас постојам, од душа јас снимам кога рап создавам, умот јас го чистам, повторно доаѓам на сценава чиста очи. Тоа е јако застанови таков вајбе. Тоа маре се брато шо иако малце са I love it too cool. Не знам как, јас се извинувам, али некак ми загреа камерата. Така да продолжавме и саках да кажам, сега забравих и што ќе кажам пошто ми се изгаси камерата. Океј. Саках да кажам, само да чуем. Тоа шо вајбе братот. Иако са no hate, пошто и сам знаеш долго време та немше на сцената, малку си упаднан со views, маре се тоа што уште го имиш таа љубов спрема снимањето, спрема музиката, уште не се замари за преглед, значи си снимиш као онда
без разлика што имаш помалку прегледи од порано, ти па снимих, не се замариш тоа, ама рече што се трудиш, брато, само така труди се, еден ден пак ќе се врне истата поддршка што ја имаше, барам ако немиш мотивација или слично, сети се на тоа што порано ваеше по 3-4 леви вјус со 1000 суба. Така да знај од еден ден пак ќе ги имаш истите вјус ако се трудиш. Цврсто останав да се борам, нема да се откажам, ви ветувам, не јас не претерувам, идеме силно до крај, доволно ми Значи, како што ја те повторно се враќам на сцена, очекувајте ме повторно со Рима да кинам, што значи он порано, како што кажах, беше на сцената, па некој време го немаше заради факултет, во тоа работа, ово оно, студиото се успремуваше и ете го сега пак се враќа, што значи удејте, поддржајте го, да стигнеме до 50 лајка, да стигнеме до таму, не знам, коментирајте му хештег Лаки ме прати, уставејте преглед, че субскрайб, че се што треба да го поддржиме братот и тоа е тоа. Тоа беше тоа за ова видео, ако ви се допадна ставете лајк, коментирајте хештег паметен си за поздрав во наредно видео. Как што кажах, значи удејте лајкнајте ма песната на братот, значи фокусири се. Како што кажах, удејте, поддржајте го братот, 50 лајка, значи да видум и таму views, subscribe се да има, значи поддршка, хештег Лаки ме прати. Значи пошто јас сум вопростил дека него да го поддржите братот, малце мора поддршка да има. Така дечки, тоа е тоа за ова видео, ако ви се допадна ставете лајк, комент, subscribe, коментирате хештег паметен си за поздрав во наредно видео. Заследете ме на Instagram @LakiCarex. А ние се гледаме во наредно видео. Кога да снимаме наредно видео? Може утре? Да, утре ќе снимаме видео за камерата, така да се гледаме наредно видео.